Добре дојдовте во урбаните вести. Донации на едукативни сообраќајни полигони во повеќе од 15 основни училишта ширум земјава, изведување на театарски представи на тема безбедноста во сообраќајот, како и дистрибуирање на боенки со основните сообраќајни правила е новата кампања на ОКТА насловена Јас внимавам, која ја спроведува во соработка со Министерството за внатрешни работи. Во кампањата ќе бидат вклучени најмладите учесници во сообраќајот, а е насочена кон зголемување на свесноста за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Ова е веста за денеска, со која ги започнуваме вестите, а еве што друго ќе гледате во нив. Се одржа саем на науката и културата во општина Бутел. Екоакција во основното училиште Коменски во пресрет на глобалниот настан Час на планетата Земја. Газибаба објави јавен повик за финансиска поддршка на кровни конструкции, лифтови и фасади на стамбените згради. Асфалтирани 3 нови улици во урбаната заедница Владотасевски во Карпош. За 9 дена завршува пријавувањето по промотивна цена за Визар Скопскиот маратон. Саем на науката и културата за прв пат се одржа во општина Бутел во организација на приватниот коледж Јахја Кемал и основните училишта од општина Бутел. На саемот беа представени активности од областа на науката и културата, а целиот настан беше збогатен со настап на фолклорни групи од општина Бутел. За прв пат во општина Бутел денеска се одржа саем на науката и културата. Овој саем е во организација на приватниот коледж Јахја Кемал и основните училишта од општина Бутел, а се стреми да прерасне во традиција. Овој настан се одржа во паркот Живко Брајковски пред општинската зграда, кој представува одлична можност на едно место да се презентира традицијата и културата на нашиот народ, како и научните достигнувања на училиштата. Во рамките на оваа манифестација учествуваа повеќе од 200 ученици од 7 основни училишта од општина Бутел и 100 ученици од Јахја Кемал. Тие имаа можност да презентираат иновации и активности од областа на науката и културата и да истакнат својата креативност. Општината за прв пат во соработка со приватниот коледж Јахја Кемал ја организира манифестацијата Научно-културен ден на општина Бутел, на која што основните училишта ќе презентираат иновации и активности од областа на науката и културата. Оваа манифестација ќе помогне за размена на мислење и искуства меѓу училиштата, со цел подобрување на воспитно-образовниот процес, следење на иновациите во образованието и отварање можност за искажување на креативноста на учениците. Напредокот можеме да го вреднуваме според храброста на прашањата и длабочината на одговорите. На саемот на науката и културата во општина Бутел имаше повеќе штандови на кои беа представени експерименти од областа на хемијата и физиката, а имаше и штандови на кои беа представени и народни носии. Целиот настан беше збогатен со песните и ората од богатата македонска фолклорна традиција. Сите учесници добија благодарници за учество на првата манифестација Саем на науката и културата во општина Бутел. Јавните предпријатија на град Скопје од денеска па во наредните 7 дена ќе спроведуваат акции за чистење на општина Газибаба. Кон оваа пролетна акција се вклучи и општината со своето комунално предпријатие и со 40 сезонски работници кои ги ангажираше општината. Градоначалникот на град Скопје и јавните предпријатија продолжуваат со активностите во рамки на 14-тиот циклус посети на скопските општини. Тие денеска остварија средба со урбаните и местни заедници од Газибаба, каде се одвиваше и пролетната акција за чистење на општината која ќе продолжи и во наредните 7 дена, каде што јавните предпријатија на градот Скопје ќе извршуваат работи што се во нивни надлежности. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски ја истакна одличната соработка со општина Газибаба во изминатите 8 години, односно подобрувањето на комуникацијата помеѓу градската администрација и предпријатијата со службите на општината и урбаните и местни заедници. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски ги поздрави редовните средби и оцени дека истите даваат позитивни резултати. Општината се вклучи во оваа акција со јавното комунално предпријатие Газибаба и 40 сезонски работници кои работат на повеќе локации во општината. Оваа година во програмата за работа на јавното предпријатие предвидена е набавка на 2 специјализирани возила за чистење на улиците метларки.
Општина Карпош продолжува со градежните зафати за асфалтирање на улиците во урбаната заедница Владо Тасевски. Денеска беше реконструирана улицата Хаванска, а исто и крак од улицата Хелсинки. А во текот на утрешниот ден се планира довршување на улицата Хелсинки, со што целиот комплекс улици во урбаната заедница Владо Тасевски ќе биде целосно реконструиран. Во рамки на градежните активности на општина Карпош за подобрување на патната инфраструктура продолжува асфалтирањето на улиците во урбаната заедница Владо Тасевски. Во рамки на оваа акција денеска беше реконструирана улицата Хаванска во должина од 170 метри на која се обновени и тротоарите. За оваа улица од општинскиот буџет се издвоени околу 1 милион денари. Исто така во текот на денешниот ден беше асфалтиран и крак од улицата Хелсинки во должина од 71 метар во вредност од 500.000 денари. Во оваа урбана заедница се работеше на обнова на тротоари како и асфалтирање на коловозот на поголемата улица Анкарска во должина од 400 метри, за која општината издвои околу 3 милиони денари. Во населбата Тафталиџа 1 улицата Нобелова исто така целосно реконструирана. Во текот на утрешниот ден предвидено е да се заврши реконструкција на улицата Хелсинки во должина од 170 метри на делницата од задниот дел на Факултетот за туризам и менеджмент, па се до улицата Париска. Со оваа градежна активност целиот комплекс улици во урбаната заедница Владо Тасевски ќе биде целосно реконструиран. Учениците од основното училиште Јана Москоменски денеска има креативна работилница на која изработува едукативни постери со еколошки пораки. Со цел што повеќе граѓани да се информираат за глобалниот настан, творбите ќе бидат изложени во трговскиот центар Скопје Сити Мол. Работилницата е во пресред на глобалниот настан час на планетата Земја. Во пресред на глобалниот настан час на планетата Земја, кој ќе се одржи во сабота на 25 март. Денеска во Општинското основно училиште Јана Москоменски представници од Оделението за заштита на животната средина и природата од Општина Карпош во соработка со 3G Центарот за климатски промени организираа екоработилница со учениците од ова училиште. Како што истакна директорката на училиштето Емилија Арсовска, Коменски е училиште препознатливо по грижата за животната средина, а доказ за тоа е и зеленото знаме кое го добиваат повторпат преку акции и проекти, каков што е денешниот. Децата од најмали нозе се учат како да придонесат за намалување на загадувањето. Цела недела имаме еколошки активности во нашето училиште, токму денеска имаме работилници за по повод часот на планетата Земја. Во овие работилници се вклучени учениците уште од најмала возраст, значи од оделенскиот предмет на настава, каде што учениците научуваат, знаат што треба да направат, како да го подобрат живењето прво во сопствениот дом, во сопственото училиште, во сопствената општина каде што живеат. И впрочем денеска ќе научат зошто е добро да се штеди струјата во 21 век, кога сите ресурси веќе помалку се скратуваат на планетата Земја. Јован Цветановски од секторот за животна средина на општина Карпош денеска појасни дека покрај редовните обврски кои ги имаат во насока на подобрување на животната средина, одговорните од општината безрезервно се приклучуваат и на вакви акции. Се трудиме секогаш да бидеме во чекор со времето кое што доаѓа. Значи, едноставно, покрај спроведување на законската регулатива, која што ни е наша примарна цел, и воведување на законите на целата наша територија според нашите надлежности, ние секоја се налагаме нешто да направиме дополнително во однос на заштита на животната средина, така и поводот денес што сме тука присутни. Во рамките на креативната работилница, основците од Коменски изработуваа едукативни постери со еколошки пораки. Користејќи пластични капачиња и кеси, учениците составија колаж поврзан со темата да ја зачуваме планетата Земја. Во таа насока тие изградија и така наречен ветерен парк од комунален отпад како пластични шишиња, чаши, хартија, картон и камчиња, со цел на својата околина да им ја пренесат пораката за поголемо искористување на обновливите извори на енергија. Како што истакна Филип Стојановски од Центарот за климатски промени, изработените творби од оваа работилница ќе бидат изложени во трговскиот центар Скопје Сити Мол овој викенд од 24 до 26 март, со цел
што повеќе граѓани да се информираат за глобалниот настан, кој ќе влијае кон подигнување на еколошката свест и заштитата на животната средина. Целта е на акцијата покрај глобалната цел да се исклучат светилките од 8:30 во 9:30 часот во сабота навечер е да се поттикне да се стави акцентот на климатските промени и колку е тоа битно за нас и за граѓаните и за самата животна средина. Дечињата денеска ќе изработат 3 ракотворби што ќе бидат директно поврзани со тематиката за климатска промена и часот на планетата Земја. Овие ракотворби ќе бидат изложени во Скопје Сити Мол со цел да се обезбеди што поголема видливост и поголема заинтересираност кај останатите граѓани кои што воопшто не знаат или не се вклучени во оваа акција, да ги запознаеме подетално и што треба да спроведат самите. Форум за идни млади лидери се одржа во општина Ѓорче Петров, на кој учествуваа учениците од сите 6 основни училишта во општина Ѓорче Петров и средното училиште Кочо Рацин. На форумот се разговараше за состојбата на младите на локално ниво. Ученици од различни етнички заедници учествуваа на форумот на млади лидери во основното училиште Ѓорче Петров, на кој се разгледуваше состојбата на младите на локално ниво, нивните потреби и учество во креирањето на политиките за млади и можноста за нивно вклучување во јавниот живот на локално ниво. На презентацијата на која учествуваа сите 6 основни училишта во општина Ѓорче Петров и средното училиште Кочо Рацин, учесниците дискутираа за мултикултурализмот кај младите, стратегијата за организација на млади и запознавање со личноста или организацијата. На следната обука која ќе се одржи во мај годинава, младите ќе бидат подготвени за ораторска вечер која ќе се одржи во Домот на култура во општина Ѓорче Петров. Во изминатиот период беше потпишан меморандум за соработка меѓу општина Ѓорче Петров и Центарот за економски политики, анализи и консалтинг. Целта на оваа соработка е унапредување на меѓуетничката толеранција на младите припадници на помалите заедници и нивна подготовка за учество на демократски процеси на локално ниво во општината. Учениците од подрачното основно училиште Кочо Рацин од Катланово беа во посета на општина Петровец, каде се сретнаа со градоначалникот Борче Митевски. Оваа посета е дел од училишните активности и има за цел запознавање на учениците со работата на локалната самоуправа. Како дел од своите училишни активности, децата од подрачното основно училиште Кочо Рацин од Катланово имаат запознавање со локалната самоуправа. По тој повод, дел од учениците беа во посета на општината и остварија средба со градоначалникот Борче Митевски. Учениците посетата ја искористија да му постават одредени прашања на градоначалникот поврзани со развојот на нивната општина, односно прашања поврзани со училиштето, работењето на општината, администрацијата и инвестициите во општина Петровец. Градоначалникот Митевски им даваше одговори, појаснуваше и образложуваше за се што се интересираа на начин разбирлив за нивната возраст. Пред извесен период во посета на општината беа дел од учениците од основното училиште од Петровец, а вакви средби со градоначалникот и запознавање на општината ќе имаат и учениците од другите училишта во општина Петровец. Овие средби со учениците се остваруваат неколку пати годишно, се со цел запознавање на учениците за активностите на општината. Во четвртата сајамска хала на сајмот за мебел ве очекува најпрепознатливиот бренд за производство и продажба на мебел, Дени Мебел, кој нуди голем сајамски попуст на нивните производи. Дени Мебел, 20 години, е еден од најпрепознатливите брендови за производство и продажба на мебел. За нивните потреби работат две фабрики, односно 93 Дени компани за тапациран мебел, која се наоѓа во Прилеп со површина од 9500 метри квадратни, и столичара Дени за производство на дрвени столици и маси лоцирана во Македонски Брод на површина од 7500 метри квадратни. Поголем дел од производството е наменето за угостителски мебел, опремување на хотели, ресторани, кафе-барови, летни тераси, плажи, базени и други угостителски објекти, канцеларијски мебел, училишен мебел и мебел за дома. Дени Мебел располага и со богат избор на гарнитури за градини и жардинјери. Сите производи се изработени од материјали со проверен квалитет кои ги задоволуваат сите пропишани стандарди. Се произведува мебел од дрво и верица, медијапан и метал. Како и секогаш, Дени Мебел и на овој саем на мебел 2017 ќе ве изненади со големиот саемски попуст. Посетете ги во четвртата саемска хала. Ве очекуваат.
Во стаклената хала пред управната зграда на Скопски саем се наоѓа изложбениот простор на Продизајн, чија главна дејност е продажба на висококвалитетни плочести материјали и оков за изработка на мебел, како и вршење на услуги поврзани со процесот на изработка на мебел и делови од мебел. Благодарение на употребата на најсовремената технологија при третирање на материјалите, Продизајн нуди прецизна и висококвалитетна обработка на истите. Продизајн е предпријатие кое повеќе од 15 години ви нуди поддршка при реализирање на вашите проекти за уредување на домот, деловни објекти и јавни установи. Продизајн ви нуди широк асортиман на плочести материјали како и висококвалитетен функционален и декоративен оков. Со развивање на технологијата за производство и обработка на плочести материјали, како и зголемената побарувачка на плочест мебел, се наметнува потребата за побрзо, попрецизно и современо реализирање на вашите проекти. Затоа тимот на Продизајн користи современ софтвер, како и компјутерски управувани машини кои овозможуваат вашата идеја најбрзо да се реализира. Оваа година сакам да кажам дека за прв пат Продизајн почна да ги увизува игер и вирките со новата колекција 2017-2019 година. Тоа е она што е најкарактеристично кај нас оваа година и представувањето на сајмот, дека од сега па натаму новата ексклузивна колекција на игер ќе може да ја најдете само кај нас во Македонија. Друго што би сакала да кажам дека освен тоа што го представуваме игер како главен бренд на Продизајн од сега па натаму, исто така фирмата покрај тоа што се занимава со продажба на плочести материјали, нудиме и многу услуги кои што се пропратни за она што би требало да се добие на крај како финален продукт. За едно парче мебел, тоа се кроење на ивирките, кантирање и многу ценце услуги кои што исто така сме уникатни за одредени работи кои што не може да се најдат на друго место во Македонија. Освен тоа има и многу пропратно, продаваме и оков. Се очекува од мај па натака да воведеме еден нов бренд за оков, се работи за Хетек, германски производ, кој што исто така се надеваме дека исто така ќе биде добар продукт и представување за нас. Главната цел на Продизајн е клиентите да го користат поголемиот дел од времето во креативно развивање на нивните проекти, а конструктивната разработка и реализација да го добијат со користење на услугите кои ги нуди Продизајн. На тој начин клиентите добиваат поквалитетен дизајн, готови производи со фабричка прецизност и зголемен обем на работа. Општина Газибаба објави јавен повик за финансиска поддршка на кровни конструкции, лифтови и фасади на стамбени згради кои се наоѓаат на нејзина територија. Од буџетот на општината се обезбедени 3 милиони динари и ќе се користат за делумен надомест во износ од 30% од вредноста на изведбата, но не повеќе од 300.000 динари. Согласно програмата за локален економски развој за 2017 година, општина Газибаба објави јавен повик за финансиска поддршка на кровни конструкции, лифтови и фасади на стамбените згради на подрачјето на општина Газибаба. Финансиските средства се обезбедени од буџетот на општина Газибаба преку програмата за локален економски развој во износ од 3 милиони денари и ќе се користат за делумен надомест на средствата на заедниците на сопственици на посебни делови и управителите на стамбените згради искористени за реконструкција на кровови, лифтови и фасади на стамбените згради во износ од 30% од вредноста на изведбата, но не повеќе од 300.000 денари. Барањето за надоместување на дел од трошоците направени при реконструкција на кровови, лифтови и фасади на стамбени згради, заедниците на сопственици и управителите на стамбени згради го поднесуваат заедно со потребната документација во затворен плик преку архивата на општина Газибаба до комисијата за спроведување на постапката. Архивата на општина Газибаба примените барања ги евидентира со точно време на поднесување, заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат и прифаќаат барањата согласно критериум прв дојден, прв услужен. Секоја заедница на сопственици на посебни делови, односно управител на стамбена зграда, има право да поднесе само едно барање за финансиска поддршка за реконструкција на кров, лифт или фасада за конкретна стамбена зграда во тековната година. Врз основа на доставената документација
констатација и спроведената постапка, комисијата го утврдува исполнувањето на критериумите и доставува предлог до градоначалникот на општина Газибаба за усвојување или неусвојување на барањето за добивање на финансиски средства. Подносителот на барањето е должен во рок од 30 дена од приемот на решението со кое се усвојува барањето да склучи договор со економскиот оператор и за тоа да извести комисијата. Општина Газибаба финансиските средства ќе ги исплати веднаш по исполнување на преостанатата парична обврска што ја има подносителот на барањето кон економскиот оператор за конкретната инвестиција. Јавниот повик ќе трае до реализирање на средствата предвидени за оваа намена со буџетот на општина Газибаба, а најдоцна до 30 септември оваа година. До 31 март трае пријавувањето за Визер Скопски маратон по промотивна цена и кога може да се искористи можноста името на надпреварувачот да биде испишано на стартниот број. Исто така се уште е во тек и пријавувањето за Вицена женската трка која ќе се одржи на 9 април. Остануваат уште 9 дена до крајниот рок за пријавување на Визер Скопскиот маратон 31 март, датум после кој цените се зголемуваат и рок до кога може да се искористи можноста името на надпреварувачот да биде испишано на стартниот број. Насловниот спонзор Визер и годинава на секој учесник ќе му додели вредносен ваучер од 20 евра за купување на авионски билети преку нивната официјална страна. Овие ваучери после успешната регистрација се праќаат на мејл адресата, која учесникот ја остава при процесот на регистрација. Оние што досега си имаат пријавено исто така ќе ги добијат ваучерите на своите имејл адреси во следните неколку дена. Пријавувањето и регистрацијата на Визер Скопскиот маратон 2017 ќе може да се изврши преку официјалната веб страна на Визер Скопскиот маратон skopskimaraton.com.mk и преку партнерот за онлайн регистрација на Визер Скопски маратон smartrace.club. Исто така се уште е во тек и пријавувањето за Вицена женската трка која ќе се одржи на 9 април. Дела од 35 ликовни творци до 6 април ќе бидат изложени во Кинотека на Македонија во рамки на 35-та јубилејна традиционална годишна изложба на ликовни педагози од Македонија. Со дела на 35 ликовни творци денеска во Кинотека на Македонија се отвара 35-та јубилејна традиционална годишна изложба на ликовни педагози од Република Македонија. Поставката е во организација на Сдруженијето на ликовни педагози и ќе биде отворена за посетители до 6 април. Изложбата ги рефлектира личните творечки преокупации на ликовните уметници, кои воедно се и педагози, а ќе ја промовира Владимир Ангелов, виш филмолог во Кинотеката на Македонија, покровител на настанот е Министерството за култура. До крајот на работната недела ќе се задржи топло време за овој период од годината. Дневната температура од сабота ќе има тенденција на опаѓање. Од почетокот на наредната недела се очекува позначителна промена на временската состојба. Од северозапад ќе најде релативно влажен бран, а од север ќе се спушта постуден воздух и ќе предизвика нагло опаѓање на температурата и промена на временската состојба. Ќе има зголемена облачност и врнежи од дожд, а на некои повисоки места и на планините се очекуваат и врнежи од снег. Матамаметеа го гледаме во продолжение.
Летното сметање на времето почнува предстојниот викенд, односно на 25 кон 26 март, кога стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час нанапред, односно времето во 2 часот ќе се смета како 3 часот наутро. Летното сметање на времето завршува во последната недела во октомври, кога во 3 часот наутро стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад. Во Македонија летното сметање на времето првпат е воведено на 27 март во 1983 година. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Спортските вести се следна содржина на МТМ. Пријатно!